Добро вечер на сите вие кои знаете дека сабота е совршен ден за опуштање на шанк. Моето име е Ивана Наскова и луѓе како мене и како вас ни фали едно добро опуштање на шанк, заради тоа што изминативе денови, недели, месец имаше доста работи кои така не потресоа и стресоа. Покрај вашиот шеф на работа имавме земјотреси, поплави, уште што-ти не, и заради тоа не треба добро опуштање. Кога сум веќе на тема опуштање, во модерно време секој различно се опушта. Во последно време, оние што се најмодерните се опуштаат со пилатес, посебно ако е згоден инструкторот, тука веќе навистина правиме муавет за опуштање. Имате јога и слушнав за некој спининг. Не знам што е, нешто вртеле и слабееле, се релаксирале и доста им слабеела и ова кредитна картичка, односно новчаникот, паричникот. Скромните спортисти се релаксираат така што трчаат на кеј, билдерите се релаксираат во теретана, со земање на селфи, или зашто дојдеш во теретана, ако не застанеш пред огледало да се сликаш. Оние директорите или буџаваните, како што ја сакам да ги речеме, тие се релаксираат најубаво. Тие се на викенди, на одмори, на шетање, на шопинг. Хубаво релаксирање од тоа нема. Јас сакам, како беше, сакаш? Епа нема. Меѓутоа, добро некој како си ја наредил. Јас и дедо ти се опуштаме со ракија. Ракија на шанк. Така да, слободно, луѓе, земете се да се опуштите. Утре е недела. Во недела велат дека можеш да се опуштиш се додека не добиеш деца. Легендата вели дека човек е убаво наспан додека не му се родат деца. Откако ги се родат деца, си сигурен дека тие коваат заговор против тебе и терминот опуштање не ти е познат. Не знаеш зашто правите муавет, шо беше тоа опуштање, шо беше тоа спиење. Твоите црни подочњаци, неисчишлена коса, ненашминкана и, како да кажам, ненаспана, добива сосема поинакво значење како мајка, а бога ми твојот сопруг одамна има заборавено што е секс во сабота навечер. Но, пак нели, ќе речам, се е опуштање, барем така те викаат, ајде ќе ти се родат деца, ќе те опуштат, ќе те релаксираат. Ал да го воспиташ детето кое ќе видиш. Но, она што ние ќе правиме е денес, ќе се релаксираме тука, ќе се смееме и буквално не ви треба шминка. Сега менеме на шминка, оти така мора, нели водителка без шминка не е водителка. Ама јас и овие мајкиве што не се наспани, апсолутно разбираме колку е убаво да не си со шминка. Отидов на работа еден ден онака не на шминка, не, директорот ме гледа. Абе нешто, чудна си ми, да не си на стината, земи слободен ден, слободно оди. Од тогаш па натаму се почесто одам на работа не на шминкана. Како и да е, ајде да започнеме со вечерашново дружење, смеење, опуштање и не заборавајте дека утре после ракијата на сите ќе ви треба добро и квалитетно кафе, кафе кој има прекрасен вкус и кој јас ќе го пијам и дедо ти ќе го пие, а бога ми и ти ќе го пиеш. Посебно ако вечерва носиш некоја со тебе старлета, која се опушта со селфиња, броење лајкови и проверување на имотната состојба на нејзиниот најнов дечко. Фала Богу што измислија веб страна каде што пишува имотна состојба, овие јавна функција што имаат, мора се да тука да пише колку стана, коле има се, па девојчињава имаат како да проверат со кои се гледат, што и како. Друг ми беше муаветот. Тие се опуштаат така, а ти ќе се опуштиш со кафе заради тоа што, нели, си го проверил новчаникот и материјалната состојба ти е многу пониска од тоа како си изгледал претходно. Но најубавиот начин за опуштање е сепак водењето љубов или сексот. Има разлика. Има разлика во ударањето во креветот. Колку посилно удара креветот, тука правиме разлика дали водите љубов или имате секс. Но и едното и другото бараат од вас да се заштитите. Задолжително заштита и користење на презервативи. На шанк започнува сега. Тоа беше врапчето Милетна, ова сум јас со научари затоа што знаете дека сум ќора. Не гледам. Од многу учење ми беше тоа, затоа викам деца, не се шигувам. Учете си за да можете да работите некоја тезга на пазар, евентуално да возите такси или па не знам, стави си, имате многу опции.
пак се шегувам. Немој да ме сватите премногу сериозно и да ми се налутите. Исто како и Твитерот, не е за да го сватите премногу сериозно, напротив е за да се расположите и да се насмеете. Периодов сум цело време по свадби, треба да подигнам цел еден кредит само за да постасам да бидам дел од сите свадби и церемонии, но како и да е, не се жалам. Свадба ти е едноставно, јас би рекла, журка за сиромашни. Ова беше нечи твит, треба да побрам чифе, но еве ги денес твитовите на тема свадби. Гр, мјау, мјау, вели, како си помина на свадба? Убава беше тортата. Продолжуваме со Картов Горан, пирошките. Најбитниот момент, ако немате слика од пирошка на свадба, исто како да не сте биле на свадба. Или свадба без пирошка не е свадба. Апсолутно се сложувам со Горан. Не може без пирошката. Кај се тргнале пирошката, ви исто како комшиите по влечки што излегуваат надвор за да ја гледат целата манифестација. Флинт на Твитер вели, ако преку викенд носи одела, не мора да значи дека е министер кој стварува 24/7 365, може човекот оди на свадба. Вистина, па вие одма. Шо, не може да се дотера? Посебно сега е на мода и во петок да се прават свадби. Па и во среда треба да се прават свадби, зашто си го расипувате викендот. Што чудно, и во среда да видите некој дотера, не одма се затрчале. Ево и министер да го фатам за дечко. Не мора да е министер, мори гуско една. Може едноставно човекот оди на свадба. Продолжуваме со ќе одам до банкомат да извадам поклон за свадба. Дами и господа, поздрав за Ескобар, баш така. Вилија, кај да најдам плико да го собереш поретов за ваква за поклон за свадба? Сега многу модерно. Поклон во плик. Океј. Валентина малку посликовито вели, ајде, нека ви е среќна свадба за многу години и се од другава страна. Фала, ама јас сум келнерот. Браво, Валентина. Матикуле исто добар. Drinking game на свадба. Една ракија на секоја, ајде, и на твоја глава. Пијан си пред крајот на почетокот, пијан си пред крајот на приемот. Едно време така мене ми цело време вика ајде на твоја глава, почнав да одам на погреб и да викам ајде и на твоја глава. Од тогаш па натаму никој не ме закача. Ова беше црн хумор. Колја вели, кој не плаќа за кондоми, плаќа за свадби. Така е бе, Колја, не си го продавај чифлигот, паметен човек си, ти знаеш што збориш. Еве сум јас, кој да ти каже Ивана, денеска се сите омаживте, оженивте или остана нешто и за следниот викенд? За другарка прашувам, не ми е мажена. Боби на Твитер. Како си поминавте на свадба? Топ, преубо. Едва и чекам пак да прават. Замисли така да ми речеш. Кога ќе правите втора свадба? И еве сме со Јан. Кога бев четврто деление, желба ми беше свадба да правам на 25 години, ама сеа истиот муавет. Исто, поздрав, мамо, зошто да правам свадба. Последното е Лихнида Охридска. Иронија е кога младоженецот ќе го грабне микрофонот на сред свадба и ќе ја запее: "Ние живот, една жена, шта си жено умишлена." Колку луѓе го исклучија моментално телевизорот, многу ме погодува песната. Посебно многу сакам кој ќе ми ја испее дечка ми у кафана. "Ние живот, една жена." Тоа беше се за тема свадби и Твитер. А кога сме веќе кај свадби, за да ги избегнете сите нервози, сите малтретирања, се она што доаѓа како стрес за време на свадбата, имате подолу информации за тоа каде треба да се јавите и каде треба да организирате вашата свадба од соништата. Дозволете професионалите да се погрижат за најубавиот ден од вашиот живот. Не се шегувам, најубавиот ден од вашиот живот и најубавата свадба. Јавете се уште веднаш, закажете си термин или закажете си средба да се информирате подетално. Редно време беше втората сезона да започнеме со атрактивна дама која одзема здив и која секогаш изгледа совршено, сексипилно, средено, убаво. Елена Велевска, добре ни дојде. Добре ме најдов. Поздрав и драго ми е што ја отвараме да, сезоната. Втората сезона, ти си првата гостинка и реков мора да биде дама за пример.
средена представничка од нашите музички води, која буквално може да ставиме рамо со рамо со светските звезди. Ви благодарам на комплиментите. Инаку да ви кажам дека секаде каде што влегувам прва носам среќа. Дај Боже! Така дека имате плодна сезона, би рекла. Дај Боже! Спонзори, значи многу ќе дојдат. Многу. За почеток, еве веќе кога преме муавет за пари, да ти ставам пијачка да се освежиме. Имаме ние ова, ако те нервира мажот жената, мислам дека тебе супругот те чува како царица. Да. Немаш никакви проблеми на тоа поле. А знае да ме изнервира некој. Знае да ти, ако сакаш, имаме, ако те нервира мажот, имаме една пијачка. Може, од таа. Сакаш од таја, смирување. За смирување. А ја баш си викам, ја ваква супруга, викам сигурно ја чува, ја мази, ја пази. Не те пази, ама не знае да те изнервира. Добро, значи Елена ќе се напие, ако те нервира мажот жената, супругот супругата, а ја ќе се напијам ако те нервира балансот во банка. Како беше она, имате Добар само избор. 100 динари расположливи средства. Ти да се Мене расположиш. тоа не може да ме изнервира. Како Белева не може да те Не изнервира. може. Јас каде и да отидам сега носам пари, така да јас Е, и на, да. на свадба да одиме приватно да сме поканети, јас ќе извадам пари. Дали сакаш да се дружиме? Да, Приватно како си слободна. знаеш како ќе те релаксирам, нема да ти треба таа пијачка, ми се чини. Ќе испреш од употреба. Ова, Ќе ме бараш почесто. ова може, ова здравица заслужува и може ми дојдеш секоја Да не ги емисија. смени, или- Шанкот е твој, не, еве вака. Добро. На здравје. Не ги смени ова за пари да има. Ова е за наше смирување. Многу ме кара, цело време ме кара дека е празен шанкот и дека морало да има пијачки. И викам, ајде. Кажи ми, Познат ми е 20 вкусов. освежително. Баш тоа споменав прво прашање. 20 години веќе во музичката кариера. Човек што за разлика од многу луѓе кај нас не се откажа, имаше еден период со пауза Да. и рекоа луѓето сега со деца со се нема да биде Елена. И ти се враќаш позгодно од било кога. Сега баш минатиот период сите ме прашуваат што се случува со тебе, со твоето тело. И викам, замислите, јас на 35 години се свестив и ми текна да вежбам. Така да не е доцна никогаш да Ова се мина ми почне. го отворите преска. Нема, никогаш не е доцна, бидејќи сето она што го постигнав, како што бев многу ангажирана околу професијата и тие растрчкувања ме направија така ме истанчија да кажам, но и самото тоа што веќе имав навика изминатава година да се посветам малку и додека беше паузата. Знаев да го искористам тој период во теретана и сакав да направам нешто корисно во мене. Секогаш сум гледала за време на одмор да правам нешто корисно што ќе ми одговара во прилог, што ќе ми оди на мојата професија. За време на одмор не лежиш само на плажа да читаш книги? Значи, ова лето сакавме да одиме заедно со мојот фотограф Томе Табанов. Сакавме да одиме заедно на одмор и ние сме свесни дека тоа нема да биде одмор, тоа ќе биде повторно замор за нас, но човек што не е навикнат да одмора, мислам дека му недостига сето тоа. Ден, два и три и толку е одморот, потоа сакаш повторно да има акција, да биде се постаро и едноставно луѓето кои што не мируваат не се ни подготвени да одмараат. И таа тајната на твој добар изглед и така да чипнавме темата од каде наоѓа сила и енергија. Значи ја прашувам Тоа е Елена, до темперамент. како оди ми вели продолжувам, имам настап, возам, се враќам и насмејана, весела, јас само мислам да завршим емисија и да одам дома си легнам. Да спијам. Да ми дадеш од што земаш апчиња. Се зафракавам. Тоа беше и темата кога тргнав Да. од Охрид на кај Скопје, баш сопругот ми вика, жено ти што зеде Савајлево, како мислиш да одиш таму и да се вратиш на настап вечер во Струга, но мене навистина тоа ми причинува задоволство и кога станува збор за голем професионалец, секогаш добивам најпозитивни критики и ми викаат навистина кога сакаме нештото да биде загарантирано и потврдено, најубаво е тебе да ти се јавиме и да те имаме како гостинга, бидејќи никогаш не одбиваш и не ти е тешко од било каде да дојдеш. Да, јас Навистина. ќе се согласам, ќе те пофалам што ми прифати гостување без проблем, што веднаш се договоривме, што си остана на зборот, значи исто и тоа е професионалноста и делот Елена Велевска, од имиџот кој го правиш. Да. Јас мислам дека за вистинските професионалци дека и тоа е една од најбитните карактеристики.
човек како што по делата гледаме каков е и создаваме какви особини носи, мислам дека тоа е една од главните одлики да си одговорен во секоја професија. Мислам дека е најбитната работа, колку и да бидеш квалитетен во она што го работиш, ако немаш одговорност, ако не креваш телефон, значи ништо бизнисот пропаѓа. Така е, така е. Кажи ми, дали никогаш било проблем за тебе, нели велат жените ќе се омажиш, ќе имаш деца и веќе се менува и не можеш да работиш со истата енергија и сила како претходно и да се посветиш на кариерата. Како успеа овде да избалансираш и да продолжиш со истото темпо и да не се повлечеш наназад, како што се случува со поголемиот број на жени? Да. Знаете како ние сме, барем нашиот менталитет е навикнат така и да размислува и да се помирува со нештата откако ќе влезе откако ќе стапи во брак, но јас не случајно зедов сопруг кој што е живеен надвор од нашата држава, 10 години живееше во Австралија, поточно во Мелбурн, и многу ми е лесно да се договорам околу моите ангажмани во сваќањата. Оние кои што ќе ме прашаат, не го носиш со тебе сопругот? Викам, јас каде да го носам? Да. Па ова ми е мене работа. Викам, дали ти кога одиш, викам, во фабрика да работиш или без разлика, ја носиш сопругата по тебе. Да, исто, во канцеларија. Истото е тоа, само што нашава професија не се доживува така, иако кога ќе влезеш во тие води, веќе е рутина. Ние сме јавни личности, поинаку ги гледаат работите сега, од зад камерите е сосем нешто друго, пред камерите не доживуваат поинаку, така да и ние сме нормални луѓе и ако се запознаеме, секоја сменува сликата за вистинските уметници, би рекла. Така да мене не ми е тешко кога што го работам, навистина уживам, не ми се пречка ни сопругот ни децата и многу ми е мило што најдов таков партнер за разбирање и посакувам сите да си најдат така велики успехот и формулата за понатаму да бидеш она што сакаш, што си го имаш како визија да го оствариш, е тоа да не те спречат. Сепак бракот според мене е разбирање и поддршка на партнерите, не ограничување и да заврши се така онака со домашни образ. Дали можеш да се присетиш на првиот момент кога дозна дека можеш да пееш, дека си талентирана и кога одлучи, ти мислиш на човек што кога нешто ќе одлучи, го истерува до крај? Јас чувствувам. И кога рече, јас ќе го правам ова, ќе биде моја професија, ќе успам ова и точка. Кога беше тој момент? Моментот беше кога имав, чини дека имав 8 години и излегов да пеам на детски смотри. Пеев една песничка, се викаше Бумбарот Фалбаџија. И од тогаш веќе почнав да настапувам редовно во хорот училишен. Па почнав да се запишувам во секакви секции, во балетска, во драмска, во мандолинска, значи се ми одеше и се случи една година во сите можни точки да настапувам. Не може и таму со трчање се одма пресоблечи се и излегуве како сега што ви дојдов во емисија. И значи од мала сум го почувствувала тој потенцијал во мене. Потоа на 12 години бев избрана од училиштето да се надпреварувам на еден надпревар, мислам дека во Пробиштит беше, така некој фестивал за народна песна и пеев некоја песна од Благица Павловска. Тогаш беше хит. За богатство никогаш срце не би дала. Така нешто. Ето го мило, виднаш се чувствувам во студиото. Баш се надпреварував со мојата колешка таа година, значи на 12 години сме се надпреварували со Јасмина Мукаетова и таа беше пуштена и одбрана од нејзиното училиште. И таа освои 2 награди на тој фестивал. И мене навистина ми беше многу криво што не освоив никаква награда. Да, имаше 3 од публика, 3 од жири, а знаев кој талент го има во мене и одлично испеав. Тогаш се сеќавам дека беше во жири комисијата Мате Груевски покоен и уште неколку така постари колеги. И ми стана многу криво. Знаев дека има талент во мене, но не сакав така да се откажам. И ете, ако не сум иако не ме одбрале таму, тоа немало да ме избодри. Ако не било така, значи ми дало уште поголем мотив да се докажам и да го открием тој талент пред народот. И така си ја сватив сериозно мојата професија, почнав да настапувам на тие училишни смотри и подоцна после година-две некаде откако наполнив 14 години,
Јас постојано знаев дома да си вежбам песни и имав тука во соседството еден музичар кој што постојано го следеше сето тоа, а имаше можност да настапува по некои објекти низ Прилеп, така па и низ околината. И сакаше да ми помогне на некој начин, Игор се вика. Вика, дали сакаш ти да настапуваш со нас, да те земиме, да пробаме како ќе се одвива сето тоа и ќе ти биде едноставно една откочна скала во животот. И првенствено моите родители не сакаа, бидејќи ме гледаа како дете, не беа подготвени да ме пуштат, не беа спремни, иако тогаш во тие години за поимот пејачка навистина беше лош избор. Но нештото кога се сака, секогаш ќе најдеш начин. Јас почнав да веќе наполнив 15 години и почнав средна школа, се запишав и се случуваше јас наместо да кога добивав да одобрение од моите родители да излегувам во чаршија, јас бараш одобрение? Да, барав одобрение за излегување во чаршија и јас сето тоа го искористив да одам да видам како ќе биде да пеам таму и да се обидам. Да предпоставам родителите поддржаат секогаш, така? Родителите не ни знаеа дека јас правам вакви камуфлажи. И јас наместо излезена во чаршија мене нема, јас на настап. На 15 години дете. Ама не ти бркала дечковци. Ти го учи талентов, да. Обично родител ја брка кирката, дечковци да не брка, ти ба работиш. Точно, јас сум гледала поинаку. Ете, гледаш. Побитно би било во дечковците. Обично најголемиот страф е именно ми се роди кирка, ќе ми ја вакова брка, а други. Дали си спремна да изиграме на една партија од сум, не сум, еве табличката, правилата се едноставни, само го вртиме кон камера сум, не сум и единствениот услов е дека сум чора, си ги стам на чаре. Хубаво политичари ве. Ај и сега. И да бидеме искрени. Претпоставам изгледаш да искрена личност, што ќе си каже се. Прво прашање ми е, никогаш немам избегано за да не платам пијачка. Мисли? Никогаш избегала? Јас не против. Аман бе. Сакам да ги плаќам. Не си направила рекет? Не. Аман бе, дој со мину кафана ќе ти покажам како Нема треба. проблем. Не си рекла да ти испеам една песна и не плаќам и бега. Тие сами викаат. А, добро. Тие сами викаат компензира. Може така. Никогаш во живот не сум испратила гола селфи. Не. Може да биде злоупотребена. Ке станам, ке си вода. На никој? Мислам на никој, на сопругот. Не? Не. Не? Не. Па овие не знам, некако секогаш постои нешто подсвесно што те плаши дека ме да. плаши, да. Можеби како јавна личност така размислам, па и сопругот не добива. Ништо, значи ни сопругот нема да ужива. И бенефицијата на преубавиот изглед неле, но освен кој ќе ти дојде дома ужива. И тоа е подказна. И тоа е подказна, кога не си дома, тоа е. Никогаш не сум испратила грешка порака со интимна содржина, на пример била наменета за сопругот. Сум јас. Каде? Каде? Подобро да не се знае. Подобро да не кажем. Страшно беше нешто епта. Па не знам, било еднаш. Ти напијано да не куцаш. Напијано да не пишуваш. Добро, не зборуваме вели да сега последниот период сум мажен. Зборуваме генерално. Генерално, општо се зборуваме и хеј, дичко ми вака да ме слуша. Да. Ќе ме устаи, уште не зема, не ќе ме устаи. Па и мене не ми следува нешто различно. Да напоменеме за посилниот пол, дека ова е од млади кога бевме дете, лошо влие. Ајде да продолжуваме. Не сум демнала на Facebook профили по бивши. Јас сум демнела. Сум и јас. И кажи види колку е дебела ваа сега што ја земал за жена, каква имаш. Не знам, најчесто се случувало оние кои што ми раскинувале, откако ќе цирнам, тогаш можда и немало High five нешто беше така. Ама и да го видам некако се во полошо издание откако кога бил со мене. Не знам, може би жените поинаку. Види, вистинската жена секогаш го разубава мажот. Јас стојам позади тоа тврдење. Значи, ако го видиш мажот убав, весел, насмеан, значи има добар секс, има добра сопруга. Да. Значи, тие се правила. Симптомите се тие. Никогаш немам излизано на дејт со човек што не ми се допаѓа. Сум.
И јас сум, знаеш, онако ќе ти падна само до вербата на не тука 2-3 дена и некој ќе му се посреќи, испие кафе. Па добро, тогаш има тоа го правиш на моменти, можеби не само на слабост, туку едноставно треба да се погодат енергиите. Така е, така е. Никогаш не сум имала телефонско водење љубов. Телефонски се водела љубов? Стои Можно е. Знаете што, јас имам проблем со меморијата моја. Често знае сопруга да каже, твојата меморија како на рибките, 3 секунди. Не, често сум мене ме натера дечко ми, ама се откажам до пола, не знам што да зборам. Сам ни ми овие ми вика па добро не гледаш. А како беше прашањето изгодно? Не сум имала телефонски водење љубов, знаеш, ќе водиме љубов по телефон, ако не сте видите, не сте тука и сам ми вика, добро не гледаш филм, ви гледам, а сега што да ти викам, do it! Сам на македонски. Да, направи го. Или на француски. Уи. Да. И сега вика човека. Не знам, ние немаме никој секси јазик за такви работи да збориш. Лошо е. Да, не сам. Лошо, погрешно ќе Ова биде на Ријана песната Give it to me rude boy би дошло превод дај ми го грубо момче и никој те гледа. Уопште не звучи секси. Подобро и да немаме. Или му викаш Ќе се грубо. разочарат од старт. Му викаш сакам грубо, он ти вика грцум. Грубо бе. Никогаш не ми имаат избркано од кафана. Што ќе те бркаат пиеш? Не, мене не ме имаат избркано. Нормално ја така Јас глас гледам, да има. јас гледам и кога ќе завршам, кога е веќе крај, сама да заминам, така да не чекам да ме бркаат. Нема случајно да се расположи друштво да не си на работа и да се изгасат светлата и оно опоменување 2-3 пати од конобарот. Ајде. Случило како не? Да Ама се до погоди расправи друштво? не сигурно. Одма тука те гледате Елена Виласка седи. Се разбираме со еден збор. Никогаш не сум била поубава од невестата на свадба. Нажалост. Ама што да правиш, така? Ти си крива. Ти си крива. А како да кажеш дека не си бил? Да, ти се лутат невесте вака која ќе... Ми се има случајно на 2 свадби поодамна. Да не сакаат да му пеам на свадба, бидејќи се во можност да ги растурат свадбите. Мислам, не знам какво е тоа размислување. Навистина ова беше одамна, едната свадба беше во Континентал, тука во Скопје, другата повторно во Скопје, под Кале. Тоа се веќе љубоморни. Да, многу. На едната свадба бев како изненадување од многу блиски роднини. Мислам дека и кумска врска, нешто така беа, помладите ме имаа како изненадување. И нажал сите младите не ме симпатизирале, не ме сакале, невестата се налути. Се направи на таква убава атмосфера, имаа 300 гости по кането. И ја најавив јас честитката од кого сум како подарок, изненадување и нажалост не му беше дозволено ни на зетот да игра и невестата и само тие двајца не играа, седеа на главната маса, се другото беше на нозе. И многу беше неубава атмосферата, знаеш, направив неколку песни, 5-6 можеби. Ма ти веќе можеш да го почувствуваш тоа? Да. Баш таа свадба беше со Милан Завков, со македонски мерак, мислам дека се викаа, да. И тие беа изненадени што име на луѓе во кој свет живеат, не разбираме и навистина не разбиравме и беа во можност да не им платат зашто веќе не им ја направиле свадбата тие како што замислувале. Па што е страшно да ти пее некој да те забавува, јас не разбирам. Да, не си замислете колку е овде во овој случај за пофалба мојот сопруг. Да. Па што е тој што ме пушта на свадбата толпа на луѓе и на мажи се случи пред неколку дена 98% од публиката и од надпреварувачите да се машки, можеби само 2%. Да, и сега сопругот да дојде да речај. Надпревар, да. И сопругот свесно го направи тоа, вика, оди ти, јас нема да се појавам, бидејќи нема ни да си ти да се чувствуваш пријатно таму во моје присуство, ниту пак надпреварувачите и гледај колку тоа свесно. Можеби таа врска она што мене ме држи најдолго, еве би рекла со него, бидејќи од друг ъгол ги гледа работите. Јас сум сигурна дека на овие простори нема да најдам човек како него, бидејќи овде сите по тебе ќе идат. И огромен поздрав до сопругот на Елена. Можеби е тоа што не држи во брак и навистина сакам така да размислуваат и другите. Дај Боже. И да привршиме со ова ми е милено.
никогаш не сум удрила кола на паркинг или никаде и да избегам. Сум удрила јас. Сите ретровизори мало ги имам собрано. Сите. Се случи еднаш во Струмица. Ова беше многу одамна кога го имав мојот прв автомобил. Матис Шевролет имав, знам тогаш си го купив и одиме со мојот фотограф, нешто гледавме низ бутиците. И во Струмица се влегува како во едно сокаче, баш кај што се наоѓа дискотека Селект. Влегуваме и ќе разгледуваме низ бутиците, а сега веќе поинаку направено, но поодамна така беше. И како што влегуваш лево во паркингот, има едни ступчина кои што после пладне се кревале, а внатре се спуштати. И сега влегуваме ние и после шопингов, јас не ни видов дека биле кренати тие железни. И автомобилот и тогаш ми беше тазе купен, да кажам. И јас затрчана на риквер, забрзана, спремна, шофер некој сигурен во себе. И на риквер со сета сила. Тра, седе звук и радиото враце мене. И беги да бегаме. Ама она беше таква галама како гром, силен гром. Да. И не знаевме што се случи, научарите ми летна. А радиото кај мене и јас не ми јасно кај лупнавме, а се беше празна кога идевме. Нема ништо ни кола позади, а тие недоволно кренати за да ги видиме ние. И реално добро не си да те крива. Јас сама против себе. Ти сама против себе, јас комшијата паркирам до мене, се паркирам, удирам ретровизорот, не сум се успела да го соберам. Со бајлето го гледам драгиот мој комшија, поздрав, извини. Кај мајка ми со ретровизорот и прави, господје, вика, мене не ми е проблем да го заштрфам ја ретровизорот, ама берем да го кринала, ме вика од зимне киркати. Викам, ја ни ретровизор ти видов, ни ништо да го кринам. Молам само да не е човек. Од исто направи удар. Ти не го немаше да го крениш. Сега е наред само да споделиме при крајот што е ново, што е актуелно во моментов кај тебе и на што си посветена професионално. Ново е тоа што ете до крајот на годината ќе бидам активна како што бев и досега. За нова година веќе договорив да бидам на Охридскиот плоштад. Охрид, слушате? Да, на 31. Договорено имам на 21 од 21 април до 21 мај турнија за Австралија. И во периодот кога ќе биде после нова година, таму некаде од кај 15 јануар кога спласнува тој период и кога ни полабава со работа, до периодот кога треба да заминам за Австралија, тогаш ќе снимам некои нови песни. Чекаме, мислам дека си да чекаме. Да, и јас чекам, но и од работа не можам да влезам во студио да сум одморена. Сепак студиската снимка си осеќа и си бара одмореност, но со ова темпо никако да одморам. Така да после нова година ќе бидат песните. Она што ми се случи минатава недела е тоа што гостував на по иницијатива на општина Сивнитли во Бугарија. Бев одлично пречекана од нивна страна. Настапував со Ивана од Бугарија, со Гери Никол, со Иван Дјаков, неколку познати бугарски естрадни уметници и многу ми беше чест што имав таква прилика и имавме една незаборавна дружба и вечер. И тоа ќе остане навистина долго во моето сеќавање. Претходно бев поканета на Гранд Коктел, заминав и за Србија и така да мислам дека убаво ќе биде и што се појавив на тој пазар. Соработката продолжува и така и тие да оствариме некој дует да направиме со нивните познати звезди и наскоро ќе биде тоа. Од мене имаш најголема поддршка, посебно затоа што слободно можеш да се рамнеш со тамошните звезди, зашто да не се прошири на тој пазар и да го видат твојот талент. Јас мислам дека не се ништо поразлично и ништо повеќе од нас. Сваќањата се само поразлични, по-либерти се, поопуштени се, познаат за шоу бизнес да направат нешто. Но јас секогаш на сопругот знам да му кажам, тој вика немој да одиш на друг пазар, ти не можеш да добиеш ништо од тоа. Јас не се согласувам со него бидејќи не е така, не работи, не е влезен во овој бизнес да гледа како мене на работите и мислам дека не треба да застанеме. Значи македонската песна треба да се слуша надвор, бидејќи секогаш ние сме од соседството
први признати, а дома сме последни признати. Тоа ти е исто како дома, жената последно ја признаваш, а сите останати веќе ти ја признале, така? Да. И мислам дека истото е и во нашата професија, така да треба да гледаме да се проширува. Јас добив неколку награди, неколку пати веќе бев наградена за презентирање на македонската песна во диаспората и горда сум на тие награди. И затоа мислам дека тука не треба да се застане, ако размислуваме така и ќе застанеме. Така, апсолутно. За ова заслужуваш подарок. Одам по подарокот затоа што не те пуштаме така. Може ќе беше уште побаво да се издоговоревме убаво со фотографии. Ти текнува за муабетот, ама ајде, обврски. Така да јас мислам дека од моите пријатели Panprint, кои Еленче може слободно да ги бараш за што и да се бендисува, да сакаш да си направиш вака убава слика на платно, ова е подарокот за тебе. Затоа што си згодна и убава, мислам вака имаме згодна, ама гола цура, ти си ни облечена, ама исто згодна, убава, уметничка естетика, значи Panprint во секое време може да ги побараш ако ти треба нешто вака. Апсолутно љубител на слики си, верувам. Иако јас ми беше мерак и твоја слика, ама следниот пат го договараме тоа обавезно, да. Портрет мој. И ако ти треба за турнеи за ваква ќе ги побараш, јас ќе ти средам ако треба, они ќе ми дадат мене процент. Од ти речи имаш лесна нога. Да. Еве одма да ми тргне со бизнис. Други наши соработници, пријатели сакаат да те почастат со најубавото кафенце. Да ми пиеш кафенце. Прилепска линија. Така, гледаш. Да си пиеш кафенце, да си секогаш свежа. И ако не сте расположени за плачење и деца, да се заштитите. Кога ќе ти текне пак да продужите, продужуваш, фрлаш се. Продужуваш. Нема потреба од заштита. Ама еве, за секој случај како си расположена. Ти благодарам уште еднаш. Ќе се најде секој што најде. Ти благодарам многу што ми беше дел од емисијата, ми ја разубави, ме расположи. Те молам побараме кога имаш нешто ново и кога ќе си расположена за сидење на шанк. Ќе ми биде чест, ве поканувам во Охрид. Тоа е тоа што најмалку можам да направам за вас. Ја да ти кажам, полу натаму си шетам, на тој дел си го сакам. Сакам да влезам натам, така да ќе се видиме во. Најубавото место во Македонија за релаксирање. Прилеп, Битола, Охрид. Аз се радувам дека да секој му треба. Така е, дефинитивно. Дами и господа, тоа беше феноменалната Елена Велевска и вие се задржувате уште на Алфа ТВ. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. Хотел Континентал, во прекрасна градина од внатрешна страна или пак најнова градина со капацитет од 400 гости на предна страна. За свадба подобар избор нема, и внатре и надвор. Хотел си е сепак хотел. Хотел Континентал. На 15 години, родителите дома по тебе, ако си девојче, се дерат и те пазат да не фатиш дечко. Немај да си фатила дечко, мала си! Ако си машко, ти викаат, користи кондоми, немај да си ми дошол дома со напумпа на некоја, кондоми обавезно, и немај да се фаќаш сериозно, уживај, како е тоа, бе, синко, еве, цар на тато, работи, ама немај ништо за сериозно. Опстни, како си напунила 26 години, мајка ти тука почнува. Коси кубе, аман мурикерко, фати дечко, треба да се омажиш, да се скратиш. Исто ако си машко, аман бе синко, донеси бе една нормална дома да ја видиме, да не со градите на тацна, една да видиме нормална, ако ти убаво што работиш, ама време ти е веќе. Тоа ти е некој затворен круг во кој влагаш, кој обично почнува вака. Ајде, заврши факултет. Завршуваш факултет. Кога ќе се вработиш? Се вработуваш. А кога ќе се мажиш? Се мажиш. А кога ќе родиш дете? Раѓаш дете. А кога ќе направите братче или сестриче? Правиш братче или сестриче. И тамано онака седнуваш да здивнеш као испуни сите очекувања на мојата фамилија. А трето? А субвенции? А кога?
А ти, секој пат кога ќе кивнеш или кога ќе се накашлаш, подмочнуваш во гаќи. Тоа никој не го знае. Градите си ги бараш некаде тука кај папакот. За тебе е непознат поим да се наспиеш и да се одмориш. Машти секоја вечер во кафана, во секој момент ти вика имам нешто работа да завршам, секој момент кога деца ќе почнат да вриштат, да врескаат, да трчаат по куќа. Другаркиве кои ќе те викнат на кафе, ти си целата немам што да облечам, се ми е повраќаници, се ми е испрлено, се ми е изгужвано. И некако не ти е баш се едно ги речат, ајде, трето, ама нема врска. На крајот од кариштата, децата се богатство, ако имаш пари услови кои да ти ги чува, не е проблем и пето, овдека ви е естетска хирургија, закривање на градите. Најважното од се е да дојде викендот и да избегате некаде. Па, драга моја публико, треба да бегате некаде и да се возите во кола, но што е моментот овдека? Се возите во кола, колата нека биде од моите пријатели каде што имате исто така информација и начин за да си најдете комфорен и практичен и економичен автомобил за вашето семејство, но секое патување треба да биде пропратено со добра музика и таман влагаш во кола, си пушташ убави песничиња, одиме на викенд и слушаш позади "Сакам да ми ја пуштиш таа со мајмунчето!" И тука почнуваат музики и песни што ги слушаш по цели денови и секоја чест на родителите, не знам како издржувате, ама си ја слушаш за некоја мајмунче си пеат, за некоја џунгла и ти така се возиш, ти појма немаш, уствари дека Кристина Агилера е 200 кила и дека она веќе не пее. Девид Гета, кој Гета? Ние на Златно Славече сме викендов, многу убаво беше. О, како сме си поминале, топ. Не е лесно да си родител, ама велат дека е една од најубавите работи на светот. Друга најубава работа е да се дружиме на Facebook, на Шанк со Ивана Наскова, да не следите редовно и нормално да се почастите со автомобилот нашите пријатели. Се гледаме и се нормално дружиме повторно и следната недела сабота 22 часот 30 минути Алфа телевизија. Драга моја Македонија, чао и убав викенд.